Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, започнува емисијата Агроспектар на КТВ телевизија, емисија за земјоделците и за подобро квалитетно земјоделско производство. И вечерва темите кои што ќе ги работиме се во таа насока да ве едуцираме, да имате квалитетно земјоделско производство. Нестабилното време продолжува. Многу обилниот дожд ќе слушнеме како ќе се одрази врз земјоделските култури, пред се врз лозарството. Во сред берба имаме обилни врнежи од дожд, дали грозјето ќе скапи, дали ќе има намалување на шеќерните единици, кои пак се главен услов за да се добие цена за грозјето, ќе слушнеме вечерва во емисијата. Заедно со нас е професор доктор Исто Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на ова ваша емисија. Реков дека нестабилното време, она што секогаш го говориме во емисијата, продолжува и впрочем веќе не изненадува, можеме да се очекуваат вакви врнежи, пониски температури, значи разлика од 10 степени во температурата и она што е најважно, многу дожд. Како ова ќе се одрази врз земјоделските култури, ако земеме во предвид дека речиси во сите гранки од земјоделството се наоѓаме сред берба? Точно е тоа дека ние во овие едукативни емисии не случајно одиме со времето како фактор, и тоа значаен фактор за обстојбата и навремено превзимање на одредени операции во земјоделието, но времето, рековме, е непредвидлив фактор, према кој сакале или не мора да се прилагодиме. 2016 заокружуваме со таа перманентна нестабилност, а сега, да, одма директно одиме на ова што рековте, сега е точно клучен момент кога треба да имаме точно интензивен гроздобер на она што дала виновата лоза. Ние имаме навистина 4-5 дена облачни денови проследени со врнежи од дожд. Како таквото време ќе се одрази токму врз бербата? Во секој случај ќе имаме негативен импулс. Негативниот импулс е пред се од тоа што таа влага ќе обуслови едно стопирање буквално стопирање на таа трансформација на киселините во шеќери, значи процентот на зголемување на шеќерноста. А од друга страна, оние производители кои недомакински пристап имале по однос на заштитата, значи не употребиле оној ботритицид што секогаш зборевме дека треба да биде како депозит. Токму е за такви случаи. Можно е за кратко време, кога реков за ботритисот, да не е наодмен да кажеме и за кој несериозен пристап имали и према гроздовите молци, а тоа е една негативна спојка каде што токму активностите на гроздовиот молец, тоа го зборевме во од претходните емисии, активностите на гроздовите молци и оштетувањето кои ги прават на зрното, тие фактички прават влезна врата за можноста за развој на оној патоген, банален секундарен патоген, тоа е ботритисот. И тоа се многу добри услови за појава на ботритисот. Затоа што таа влага која имаме, шеќерноста веќе е доста зголемена и кај винските и кај асталските сорти, тоа секако тој дожд може негативно да се одрази врз квалитативниот аспект и на оној чин на пакување на виновата лоза, бидејќи овој дожд секако големи количини ќе одат во неповрат точно што требаше да одат во пакување. Ако беше времето суво, ќе имавме навистина еден квалитетен чекор и добри количини за пакување на виновата лоза, на оние асталски сорти. А сега тоа оние производители кои имаат умешно заштитено, ќе имаат и добри резултати на тоа поле. Воспротивно, наодмен е појавата на овие патогени за кои рековме. По однос на времето, ние секогаш она што го предвидуваме, така се и реализира. И 2016 година, навистина, ние не ја видовме во еден стабилен, континуиран период, позитивен за земјоделските производители. Во пролетните периоди имавме секогаш оние турбуленции од непредвидливи промени на времето, температурни амплитуди изразени, потоа имавме
врнежи од дожд во континуитет, не толку обилни колку што беа штетни по можни појави на одредени болести. Мора да кажеме дека и пролетниот период беше на штета на земјоделските производители, бидејќи оние априлски ниски температури обусловија кајсијата буквално да биде уништена, срешата е дел од оревот кај одредени локалитети. Сето тоа е забот на времето и не случајно ние збориме дека времето мораме да го предпочитаме и према него да се прилагодуваме. Можеби во догледно време ќе имам потреба од размислување на култури кои не се така сензибилни на такви температурни промени. И таквото нешто ќе биде како принуда пред се поради тие глобални климатски промени кои веќе Република Македонија влегува во нив, што не беше случајот предходните години. Што предвидуваат хидрометеоролозите со на долгорочна прогноза? Пак имаме различни видувања, но веќе во текот на овие денови, вторникот, средата, се очекува веќе да имаме еден добар, топол, продолжен период. Очекуваме да биде така према тие прогнози и така и ќе биде, но останува да се види тоа, бидејќи сега овие денови инфективните процеси и она гниење и сите тие работи ќе се случаат, бидејќи, како што рековме, врнежите се во еден континуитет веќе неколку дена. Значи, до крајот на годината имаме уште време, во тој период на гроздоберот неопходни ни се 20 дена, не повеќе, топли, сушни, квалитетно да се заокружи бербата кај виновата лоза. Да преговориме и за состојбите во аграрот, една слика од терен, што се случува, што е актуелно во лозарството, воштарството, градинарството и цвеќарството. Мора да кажам дека пак ќе почнеме од виновата лоза, бидејќи Кавадаречкиот регион и ова што го обкружува Неготино, дел од Велешкиот, па Свети Николскиот регион, навистина виновата лоза е доминантна. И е во една жижа сега точно на интерес по однос на откупите, по однос на оние работи сега што се случуваат. Во ова време, интензивно време, необходна е она лојалност која треба да ја покажат и откупувачите, а и лозарите да имаат едно разбирање за оние откупувачи, бидејќи винарските визби се соочуваат со големи проблеми. Но тоа не значи дека дежурен кривец треба да биде лозарот кој го произведува тоа зрно и им го приуштува да тие произведуваат понатамошни доработки, дали вино, дали раки и така натаму. Значи, со еден збор, таа стратешка работа треба да сепак произлезе од централата, од Министерството за земјоделие, кој треба несебично да воспостави еден лојален однос меѓу трговската сфера која откупува производите, тука не мислам само за виновата лоза, за сите култури, и земјоделскиот производител. Тоа го зборам од причина што еве сега оној договор пролетен кој беше за крутовската капија, која очекувавме ова година да има навистина доста голем принос и квалитет. Но тоа не се случи. Сушата си направи свој, вирусите си направија свој, квалитативниот аспект на квалитетна чушка, пиперка е навистина многу намален, со исклучок на она пластиничко производство, каде што заштитата е под контрола и имаме добри приноси. Но, сакав да кажам за она лојалност. Се збореше за една цена, откупна цена, а трговците почнат да откупуваат по многу пониска цена. Така да мораше да реагира инспекцијската служба од Министерството за земјоделие, за да може да се воспостави една реалност по однос на она што треба и како треба према земјоделскиот производител како творец на храна, да си има еден подруг однос, бидејќи сепак тој тргнува од семка, доаѓа до готовиот производ. Тоа е обезвреднето во Македонија, тоа е
на еден начин омаловажено и тука доаѓа до таа девалвација. Додека не дојдеме до од стратешки аспект, до оној момент да производителот произведува за познат купувач, ние секогаш ќе имаме недоразбирања по однос на цените, количините, квалитетот, бидејќи оној квалитативен аспект, оној систем на класи, како да погина во Република Македонија. Мора да се знае прва класа производ кој е, втора кој е, трета што е. И тука, по однос на тоа, да се гради и цената. А оние камуфлажи од страна на земјоделските производители и страдање на трговската сфера при пласманот на тој производ, тука се ствараат тие недоразбирања, демека производителот го преварил трговецот за тоа што му дал неунифициран производ. А како ќе дојдеме до унифициран производ? Тоа е она суштина на овие наши едукативни емисии. Унификацијата на производот може да го имаме исклучиво со примената на соодветна навремена агротехничка мерка, прихранувањата, потоа редовната заштита и да добиеме квалитетно унифицирано производство. Тогаш на трговецот нема да му биде тешко да го тоа. Затоа ние во овие едукативни емисии секогаш збориме тоа. Она што треба првенствено да се знае, земјоделскиот производител треба да биде едуциран. Треба да знае во кое време, кое ѓубриво, колкова количина да стави. Не може тој од произволности своји, од дедо му, да го применува тоа што од око ќе му даде некакви приноси. Значи, тука не случајно зборам, науката и нејзина апликација е главниот сегмент кој треба да се предпочита. А тоа е корист и за земјоделскиот производител, бидејќи тој ќе има заштеди од такви средства, што ќе ги фрли без потреба. И во поглед на исхраната, и во поглед на заштитата. И затоа во догледно време мора тие сервиси, тие служби, тие агенцијски службеници, подковани добро, да служат на земјоделскиот производител. Да тој не оди свое главо со ѓубрење и со прскање. Тука се трошат многу повеќе количини на ѓубрива и препарати, се троши џебот на производителот, а јас ќе кажам се троши и здравието на консуматорот. Вие не сте должни да излезете на пазар да купите домати кои се 15 пати прскани или 10 пати. Тоа мора да биде контролирано, мора да биде во интерес на здравието на консуматорот. За сега, таквата стихија мора да се регулира и да имаме едуциран земјоделец кој ќе има заштеда на таквите средства, а заштеда на својот джеб и заштеда на здравието на консуматорот. Сите тие работи се тесно поврзани. За овоштарите морам да кажам, ако за лозарите збориме дека очекуваме дека ќе имаме добри приноси од виновата лоза. Иако шекерноста е сега на границата веќе дојде и со еден топол 10-дневен или 15-дневен период, тука ќе имаме добра трансформација и добра шекерност. Сега, околу цената, сето тоа е една недоречена работа и тука имаме големи недоразбирања. Сега слушам, траминецот се бара и има повисока цена, како и мерлото. Вранецот и кратушијата одат во некоја иста класа, иста цена. Смедеревката таа е како нај ефтина, да ја кажеме. Но, дали тоа треба да биде така? Или треба шекерната единица и квалитативниот аспект, па чак и резидуите дали се присутни, бидејќи винарите не случајно збораат во одредени моменти дека добиваат понекогаш несоодветна сировина која негативно делува на ферментативните процеси. Тоа јас го имам консултации, имам контакти, имам со винари и велат дека тука треба да се многу внимава на сите резидуи од заштитата кои покасно влегуваат во тој процес. И дел од тие творби кои со кои имаат, значи, потешка растворливост, штетно делуваат врз ферментативните процеси. По однос на градинарството, веќе реков за пиперката и доматите втора култура се по еден континуитет сега на цена. И
за мене е симптоматично ова недела што корнишонот има солидна цена, а барем во одредени локалитети, пред се Струмичкиот, имаме големо присуство на фитопаразитни нематоди. И веле, професоре, тоа гледаме дека имаме голема штета од ненавремената мерка, бидејќи коренот е блокиран и тука веќе чим е блокиран коренот, тој не е способен да влече храна. И тука имаме веќе губиток на приносот корнишонот и квалитетот од тие берби кои треба да ги имаат. Но тоа е пропуст на самиот производител, затоа ние во овие едукативни емисии збориме да се спречи, а не да се лечи, е умешноста во земјоделието и успехот кај земјоделскиот производител. Ако тој виде дека нематодите веќе ја извршили инфекцијата, влегле во самиот корен, направиле хипертрофии, тогаш од таквиот корен ние не може да направиме нов. Тука е пропагање. И затоа треба рехабилитацијата да биде од првите фенофази од развојот на корневиот систем. За другите култури, ако збориме овие дождови дека се штетни за лозарите, па и за прибирање на пиперката, тука еден голем добар потес е овој дожд го чекаат оние производители кои сакаат да си ги обработат површините за есенската седба. Таа е на прагот и таквите врнежи од дожд за една квалитетна обработка на почвата, за пазување на оптималниот рок на сејдба на житата, секогаш дава и добри резултати. Значи, во земјоделското производство имаме секогаш некоја двојба помеѓу тоа. За одредени култури или одредени области дождот е добро дојден, како што е случајот сега за одгледувачите на жита и оние да кажеме втори култури што ги имаат од есенската зелка. Таквите дождови секако ќе обусловат она целосна хранителна искористеност на сите тие елементи. А од друга страна лозарите велат не ни требаше сега таков дожд, стопирано е откупот на грозје, додека не се подсуши, да може да се влезе и да се завршат тие операции. Во емисијата ќе проговориме за една новост за Република Македонија, Атера М. Што представува, зашто се користи, каде може да најде примена, ќе слушнеме во прилогот. Да. Во овие наши едукативни емисии, почитувани гледачи, секогаш се трудиме да вградиме нешто ново, интересно за тоа наше земјоделско производство. Во претходните емисии, навистина, се трудиме да одиме на оние принципи каде што тие токсични творби кои го загрузуваат здравјето кај луѓето, да ги минимизираме, а да понудиме нешто ново. Денес имаме чест од Белград да имаме гостин, кој навистина ќе понуди нешто ново, интересно, токму за градинарите, лозарите, овоштарите или се вкупно за земјоделското производство. Разговараме со Дара Стокич од Белград, која нуди една новост, која е итекако интересна за Република Македонија, за земјоделското производство, кое значи многу од стратешки аспект. Пред се добро дојдовте во ова наша емисија и посебно ни е драго што сте гостин во Струмица, во еден од најголемите производни региони во државата. На почетокот од нашиот разговор, добро е да кажете што
представува оваа новост Атера М од оној ваш аспект, бидејќи вие сте творец на таа новост. Захвалjujem за добродошлицу и у Струмици увек многу лепо бити. Ви благодарам за приемот. Во Струмица секогаш е многу убаво да се биде гост, бидејќи сте многу гостопримливи. Кога прашувате во врска со Атера М, ние веќе соработуваме неколку години и работевме заедно на овој проект. Атера М е едно потполно нов производ, а тоа е така во смисол што е работен по нова LEM технологија. Вие тука ни помогнавте 4-5 години наназад да ние заедно можеме да кажеме како Атера М делува и што се случува во почвата. Значи, прво заедно се согласивме да секогаш треба да се почне од почвата, а со самото тоа што ја храниме земјата, ги храниме и билните култури. А вие сте тука кога станува збор понатаму и за болестите и за превентива. Ние во Србија ве слушаме вас како тоа ќе го направиме понатаму, бидејќи вашата фирма работи за да ни заштеди пари на сите нас и сите производители, а и се да функционира многу подобро. Значи, Атера М е програм, односно ѓубриво, кое е потполно природно и органско, кое настана по принципот на LEM технологијата и кое денеска може да се користи во Србија, Македонија, во Хрватска, исто така и на други места, бидејќи многу го намалува стресот кај растенијата и други предности кои подосна ќе ги споменеме. Но на што е најважно дека ова е потполно природен производ кој може да ги решава новонастанатите проблеми во земјоделството и да им излегува во пресрет. Тоа е навистина исцрпно, како почетен наш дел од разговорот, бидејќи овие се едукативни емисии кои ги имаме. Пред се со карактер како да се зачува здравјето кај луѓето. А вие тоа што го нудите како новост, Атера М, чии творец сте токму вие, може ли глобално да кажете за оној состав на ова ново средство и нормално дали тоа може да се употреби и во органското и конвенционалното производство. Велика радост речи састав. Голема радост е да се каже составот. Составот е во потполно природен, односно органски облик и ѓубривото е регистрирано како органско ѓубриво, нема ништо што е штетно, нема носачи, се е активна материја, добро е што ме подсетивте. Што се однесува до новоста и што се однесува до европските сертификати, мислам дека сме една од првите фирми која успеа да добие и да го регистрира својот производ и да добие РЕСИС. Вие сигурно ќе им објасните на гледачите во следните емисии што значи тоа, а кратко ќе кажам дека значи дека е потполно безбеден, без ешерија коли, без салмонела и сите останати патогени. Составот е во органски облик, азотот е 10, фосфорот е 10, калиумот е 13. И има формулација која е 5-5-6, а сите ние знаеме што значи кога е 5-5-6 формулација, дека слободно во ЕУ тоа се множи неколку пати, измеѓу 3 и 6 пати за да се добија минерален, односно вештачки облик. Ова е се активна материја, ова е потполно производ кој е створен да ја прати ДНК-та на растителната култура и да го чуваат генетскиот потенцијал и растението да има квалитет и квантитет. Обично во конвенционалното производство, каде се користат исклучиво минералните ѓубрива, се зголемуваше производството, а се намалуваше квалитетот. Ние со испитувањата заеднички забележавме дека квантитетот го прати квалитетот. Се препорачува каде што треба да се спаси се што може да се спаси поради pH-то на почвата, односно во Србија каде што pH на почвата е 3,4. Значи се врши и поправка pH-то, структурата на почвата, исхрана на почвата, микробиолошки набои и се останато што вашите гледачи и корисници кои веќе ги користат вашите услуги ќе го видат и го виделе во сите овие години. Се користи во конвенционалното и во интегралното производство и се препорачува во органското производство. Кога сме кај формулациите, бидејќи имавме заеднички проучувања, имате формулации точно за подобро вжилување, уште од расад од производството. После при калемењето, при садењето на овошни садници и сите тие работи. Една формулација имате токму за максимално ожилување, а имате и формулација за фолиарно прскање. Нешто повеќе околу тоа. Значи, формулацијата за ова ожилувањето, што е значајно,
да имаме добро развиен корен на почетокот од дали градинарска култура, овоштарство или не е важно. И друго фолијарно, како тоа со примената фолијарно, како делува. Мали број луѓе, мали број стручњака. Мал број на луѓе, мал број на стручњаци, мал број на доктори на наука не следеа онака како што вие не следевте и ние сме бескрајно благодарни. Што значи тоа? Сето она што ние го стваравме, вие кажавте дека тоа е неопходно. Сега споменавте коренов систем, ако кореновиот систем не е добро развиен, ние не можеме да продолжиме со понатамошното хранење на билните култури и што тоа во суштина значи? Ако кореновиот систем е добро развиен, тогаш растението ќе може да даде подобар генетски потенцијал. Ние со заедничка работа и со заедничките потреби на луѓето кои ги користат нашите производи, произведовме една каша за садење, кај нас така се нарекува, вие тоа ќе им го објасните на луѓето. Каша за садење каде што не треба ништо да се додава, туку кашата е произведена, се додава одредена количина на вода, коренот се премачкува, се користи М1 ѓубриво и се користи одредена количина на магнезиум и калиум. И тоа е се што е потребно за садење, освен тоа што вие стручно ќе кажете што е потребно, евентуално за некоја врста на дезинфекција што зависи од почвата. Значи, кашата содржи се што е потребно: хранлива вредност, микробиолошка вредност на почвата, содржи хормони кои се потполно природни за ожилување и веројатно во некоја прилика ќе покажете како тоа изгледа на некои од примерите кои ги имаме фотографирано. Во поглед на фолијарната примена на ѓубривото, каде се користи ѓубривото М2 во различни формулации, зависно од фенофазата, тоа ѓубриво се користи преку системите за наводнување. Исто така заедно работевме на друг пример, каде што поради температурните разлики и за тоа што се случува сега со климатските промени, поготово кога се работи за производство во заштитен простор, многу често се случува да растенијата немаат добро оплодување и поради високите температури да го isfрлат цветот. Ние покажавме дека таа формулација М3 дава извонредни резултати при оплодувањето. Да, извонредни резултати при оплод. Одлично. Тоа е навистина едно исцрпно образложение за овој препарат. На Балканот со оние распадот на Југославија околу регистрациите секогаш се јавуваа некакви проблеми. Сега во Србија овој препарат верувам дека е веќе во процедура со сите регуларности по однос на одобрение, решение за производство и сите тие работи. Докаде работата со производството, кој треба да влезе веќе во производен процес. Ако сум добро разумела, надам се, се трудим да учим македонски. Да Ако добро ве разбрав, бидејќи се трудам да научам македонски, ние 30 години ги работевме овие истражувања и државата Србија препозна дека овој производ може да се регистрира пред 2,5 години и буквално толку траеше и регистрацијата. Зошто беше тоа така? Ние немавме европски стандарди, туку по европските стандарди ние не ги задоволувавме нивните критериуми и го поминувавме тоа што тие го бараат. Од Брисел го добивме тој европски сертификат Фрезис и ние имаме преговори за извоз за Данска и една количина од ѓубривото треба да оди за Норвешка. Тие чекаат 20 години овој производ да се регистрира, односно производот е регистриран и за да можат да го користат таму посебно во органското производство. Ние го дочекавме своето време, а баш сега е времето за она за кое вие зборувате сите овие години, бидејќи ве познаваме и ја познаваме вашата работа и многу сме среќни што имавме шанса да се сретнеме. Вие исто така им излегувате на проблемите во пресред, а кој не разбра, тој не мора да прави сега некои големи поправки во почвата, односно кој ги користел вашите услуги и слични производи на нашите, а оној кој не ги користел нашите производи и не ги користел вашите услуги, тој сега има многу проблеми во својата почва. А ние на луѓето во Србија сме им на располагање, а се повеќе луѓе се јавуваат и од Хрватска, како што знаете, бидејќи вие тамо докториравте. Се поголем број се јавуваат и од Австрија, каде се испраќаат одредени количини за проба, а тоа се работи веќе 10 до 15 години. И Словенија ги користи, ја чекаме регистрацијата, па да може тоа да го понудиме и на Македонија. Регистрација, па да можеме ево и Македонија да то понудиме. Јас се надевам дека и за ѓубривата сега имаме еден чинна предност према европските критериуми, каде што ѓубривата чим во една од европските земји
се користи одредено ѓубре, кое е формулирано, кое е веќе готово, тоа може по автоматизам да биде регистрирано и да биде пуштено во промет. Тоа е една убава работа, новост која дава исчекор напред кон оние досегашни макотрпни испитувања кои беа со години, бидејќи знам за многу препарати и ѓубрива во свое време 2-3 години требаше испитувања, преиспитувања и така натаму. А за ѓубривата гледаме дека Европската заедница има една толерантност, каде што ја имаме и ние како Македонија прифатено, тоа е факт кој радува и се надевам дека наскоро Атера М ќе најде место и во Република Македонија. Јас ви благодарам за сега на разговорот, а во другиот дел од нашиот разговор ќе побараме од вас од лабораторијски аспект по култури, каква примена, какви испитувања комплетни имаме по однос на примената на Атера во лозарство, овоштарство, цвеќарство, градинарство и така натаму. Уште еднаш благодарам на разговорот. Hvala vama, благодарам. Велико задоволство што сум данас поново во Македонија. Големо е задоволството што се наоѓам повторно во Македонија, во Струмица, што се наоѓам во првата лабораторија на еден голем развоен центар кој помага и ќе помогне многу неволји во земјоделството да се решат и да им се излезе во пресред, да не се случуваат, а тоа што веќе се случило да се проба да се реши на најдобар можен начин без многу финансиски вложувања. Она што е интересно и причината за моето доаѓање и причините за моите досегашни доаѓања е дека во оваа лабораторија настана дел од програмот во поглед на Македонија и примената на ѓубривата Атера М во Македонија. Се што ние работевме во Србија, во Белград, во Кралево и други делови од земјата, не во примената, туку во производството на Атера М ѓубривата, ние овде го контролиравме. Ова за нас беше највалидната лабораторија, односно најдобра лабораторија, бидејќи луѓето кои ја водат оваа лабораторија, нашиот голем пријател доктор Ристо Вучков, знаеше да не слушне и знаеше да ни помогне на најдобар начин да се испита како во лабораторијата, така и на терен кај најразлични видови растенија. Имавме испитување од 6 години кои се стручни научни, бидејќи доктор Ристо Вучков е доктор на науки кој дава научна верификација на еден начин на овој наш заеднички проект. Опитите се поставувани во градинарството, полјоделството, лозарството и овоштарството и секако опити се правени и во хортикултурата, односно цвеќарството. Причината за настанување на Атера М програмата и причината за настанување на овакви ѓубрива е тоа што сите ние, доктор Вучков и другите луѓе од нашиот тим, исто размислуваме и кога почнавме со производството на Атера М ѓубривата, односно почнавме со примената. Причината беше тоа што тогаш ни говореа дека ќе има многу високи температури, дека вештачкото ѓубриво се применува неконтролирано и дека е опасно за почвата и за растенијата, и бидејќи сите ние на некој начин сме еколошки настроени, многу ја цениме животната средина, бидејќи доктор Вучков е и председател на еколошкото здружение Озон Струмица, ние бевме среќни кога се сретнавме и од тој аспект ја почнавме целата заедничка соработка. Атера М е ѓубриво кое не содржи никакви токсични елементи, нема никакво токсично делување на почвата и комплетната околина. Напротив, делува позитивно во поправка на нејзината структура. И се останато што многу други луѓе зборуваат дека тоа е така, но не се гледа во пракса од причина што досега, например во почвата, во Србија pH-то не би било 3,4, односно не би била кисела почвата или не би имало почва која е базична како што е почвата во Војводина. Едната и другата почва не се поволни за одгледување на растителни култури. Тоа го знаат земјоделците, тоа го знаеме ние како луѓе од праксата кои во еден дел се бават со наука, а тоа го знае и доктор Ристо Вучков кој целиот свој живот се бави со својата научна работа и примена на истата во земјоделското производство. Ке се обидам на наедноставен начин да кажам дека ѓубривата се користат 30 години до регистрацијата, а сега се регистрирани. Користени се за различни растителни видови од зеленчукот кај доматите, крставиците, пиперката, тоа се сите култури кои се одгледуваат во градинарството. Во тој поглед,
Имавме различни наблюдувања на различни производни опити и разликата беше во поглед на тоа дали примената на Атера М ѓубрето беше во конвенционалното производство па потоа како додаток или беше користена во интегралното производство каде е веќе застапено во Србија, во Хрватска, во делови на Македонија каде се правени производни опити во кои 50% се работени со Атера М ѓубривото, а 50% со комбинација, односно со минерални ѓубрива. Резултатите беа исклучително добри. Најпрво се забележа поправката на структурата на почвата од каде што и тргнува земјоделското производство, па до тоа да постигнеме исклучителен квалитет со квантитет, односно со максимални полски приноси. Во градинарското производство, како и во секое друго производство на храна, секогаш е многу важно да се тргне од кореновиот систем. Ако направиме и ако успееме да одгледаме добар коренов систем кога станува збор за доматот и за другите растителни култури, ние тогаш во тој случај ќе имаме добро и квалитетно растение, а со самото тоа ќе имаме и добар и квалитетен род. Тука ќе споменам еден од нашите производи, а тоа е специјализирана каша за садење, која ги поседува сите хранливи елементи, поседува макроелементи и микроелементи, поседува комплетна хранлива вредност, се користи заедно со потполно природни елементи кои се корисни, а не се употребуваат никакви синтетички производи кои се потребни за да би се развил кореновиот систем на еден растителен вид. Другиот производ кој се користи заедно со тој производ е раствор кој што се употребува 1 литар на 40 до 50 литри вода. Кога ќе се посади растителната култура, тогаш се полива, а ако луѓето имаат системи за наводнување, тогаш се користи М2 во тој период за да би можело ѓубривото да поминува низ дизните, за да може доволно да се полие количината на расодот кој до тогаш е засаден. Значи, овие два производи не содржат синтетички хормони, туку содржат потполно природни хормони и се она што е потребно за да едно растение добро напредува од самото семе и растението да добие добра исхрана преку кореновиот систем. Зборувам за интегралното производство каде подоцна во исхраната се користат одредени количини на минерални ѓубрива, а од доктор Ристо Вучков знам и гледам дека кога луѓето доаѓаат тука им кажува да се направи анализа на почвата и на основа на таа анализа на почвата од оваа лабораторија се препорачува која врста на ѓубрива ќе се користи. Мислам на минерални ѓубрива, а сега ќе се вклучи Атера М. Колку ѓубриво ќе се користи, а тоа се прави толку коректно за да производителот може да заштеди максимално и да добие максимални приноси без поголеми вложувања. Третиот производ, Атера М2, е производ за низ систем за наводнување, а исто така во редовното плодоносење тој се препорачува за третирање преку листот, односно за фолијарна примена. Се користи во градинарството така што се прска со грбни прскачи. Јас не знам колку луѓето се овде опремени, меѓутоа кога користат хемиски средства за заштита во тој исти атомизер или грбна прскачка, можат да го користат и ова средство за прихрана преку листот. Со наблюдување дојдовме до заклучок дека во комбинација со хемиски средства може потполно да се користи и М2 без никакви оштетувања, меѓутоа да не остане во контакт со хемиските средства повеќе од 2 часа. Значи се става вода, се додава количина од ѓубривото, се додава количина од хемијата и потоа се третира. Што се однесува до градинарството, јас не би набројувала за која култура колку количина се препорачува, бидејќи тоа доктор Вучков со своите соработници во лабораторијата со испитување на почвата ќе знае точно да препорача кој вид на ѓубриво да се користи, а зависно од тоа дали луѓето ќе се одлучат за исклучиво органско производство или ќе одат со интегрално производство, односно комбинација на минерални ѓубрива со Атера М ѓубривата. Во лозарството, кога се произведуваат калеми од лоза, би требало да се интервенира од почетокот да се тргне со примена на Атера М. Кога ние го одгледуваме садниот материјал од винова лоза, при садењето пак треба да се користи каша за садење и треба да се користи пак М1 ѓубриво или М2, зависно од тоа како луѓето може да ги користат средствата кои се во течен облик и секако во редовното плодоносење ако се веќе засадени лозијата или пак во градинарството ако се веќе засадени доматите или пиперките. Тогаш не мора да се оди низ коренот, туку може фолијарно, а другата година да се почне од почетокот со нивно користење. После фолијарната примена преку листот се забележува видна разлика кај растенијата за отприлика 3 до 7 дена. Секако тоа го зборувам зависно и од квалитетот на почвата и зависно од тоа што доктор Вучков ќе препорача и во која фаза, која врста на М2 ѓубриво да се користи.
Исто така за растителните видови кои цветаат во повеќе наврати како доматот или пиперката, ние приметивме дека многу добро е кога се користи посебно ѓубриво кое има средство за оплодување во својот состав. Причината е што температурните разлики се многу големи, што видовме дека ова ѓубриво има големо влијание и дека може да помогне во оплодувањето на растителните култури. Почнавме да говориме и за виновата лоза, значи виновата лоза се произведува од кореновиот систем, купуваме винова лоза, сакаме да ја засадиме, користиме каша за садење по упатството, користиме едно од ѓубривата и тогаш во редовното плодоносење користиме М2 пак зависно од фенофазата и дали е повеќе естрахирано фосфор или калиум и кога е тоа потребно на растенијето. Естракцијата е важна затоа што овде се естрахира вишокот и нема ништо што е во вештачки и синтетички облик, туку се е природно. Ако лозието е веќе засадено и ако се веќе во 2, 3 или 10 година, нашата пракса и искуство го покажа следното. Ние работевме производни опити на 1200 хектари и таа фирма своевремено е била прв производител на еколошко грозје и вино, имала извоз за јапонскиот пазар. Кога ги затекнавме лозијата, некои од нив беа стари и повеќе од 30 години. Италијански ризлинг на повеќе од 200 хектари и почнавме со третирање на лозијата кои се во редовно плодоносење. Успеавме да ги препородиме и успеавме да добиеме принос кој беше извонреден за вински сорти во функција на производство на вино. Тогаш не беше додавано никакво минерално ѓубриво и не беше користена никаква хемија која не беше дозволена по стандардите на ЕУ. Затоа тогаш тие добија сертификат и можеше да се извезува како еколошко вино. Кога станува збор за овоштарството, а јас кога бев на терен со доктор Вучков, видов дека овде се произведува се почнувајќи од јапонски јаболка и завршувајќи со сите останати култури од овоштарството. Исто ќе се применува и многу едноставно. Ако имате нов саден материјал, тогаш треба да ја употребите кашата, а ако има редовно плодоносење, тогаш секогаш треба да се додаде одредена количина М1 со поливање или М2 низ кореновиот систем без обзир на тоа дали и колку има користени минерални ѓубрива кај тие култури. Причината која во Србија ја видовме од опитите е тоа што се депонира голема количина на минерално ѓубриво ако немаме регулатори на исхрана кои ќе покренат таа количина на фосфор и калиум. Азотот мигрира, но фосфорот и калиумот многу често остануваат во почвата, имаме голема количина депонирана, а потоа без потреба додаваме уште количини од фосфор и калиум. Овие ѓубрива воедно се и регулатори на исхраната и помагаат да таа депонирана количина од Р и К стане достапна за растенијата. Но во секој случај, кога ќе ја донесете вашата почва во лабораторијата и развојниот центар во Струмица, производителите ќе видат што и како ќе им се препорача, а со тоа ќе имаат намалување на трошоците користејќи ги советите и сето тоа што им се препорачува, вклучувајќи ги ТРМ ѓубривата, бидејќи се покажува дека тие кои што 10 години ги користат ТРМ ѓубривата по советите на доктор Вучков, бидејќи ние некогаш како што тој има време го замолуваме да дојде на нашите предавања во Србија, што тој со радост го прави и ние сме му многу благодарни. Луѓето се многу среќни кога ќе го сретнат доктор Вучков и со самото тоа тие добиваат упатства и се придржуваат кон нив. Оние кои веќе 10 години ги користат советите и користат ТРМ ѓубрива имаат 30% помали вложување во своето производство за разлика од оние кои понатаму користат редовна комбинација од минерално арско ѓубре, тоа слободно можам да го кажам и од око и без анализа. Овде бев и на фарми кои одгледуваат градинарски производи во функција на сточарското производство. На анализите кои беа правени во Виена се покажа дека кога се користи ТРМ ѓубривото во комбинација со минералните ѓубрива, кај пченката тогаш нема афатоксини и микотоксини, посебно зараленон микотоксинот кој може да биде многу опасен како за животинската исхрана, така и за човекот. И за сточно и за људску исхрану.
Го погледнавме прилогот за новоста во земјоделското производство во Македонија. Тераим, професоре, за крај коментари и порака до гледачите. Мојот коментар ќе биде многу краток. Ние во овие едукативни емисии не одиме со презентирање на некакви отровни творби, да кажеме. Тоа го збориме во повеќе наши наврати, да имаме некои кутии од прва група отрови или фунгициди или така на инсектициди и да ги прокламираме. Но во емисиите секогаш ќе имаме простор за онаа што е органско, за онаа што е воопшто не е штетно за градување во производниот процес. Ова што го слушнавме во таа соработка од Белград, навистина заслужува внимание и за градинарството, каде што имаме максимално ожилување на самото растение и тоа растение го дава генетскиот потенцијал. За одградување на садници, на саден материјал исто така. Со примената во почвата тоа обозможува максимална ожиленост и пуштање на многу милиони коренови влакнеца кои абсорбираат. И фолиарен третман секако, таа органска творба, јас мислам во догледно време во Република Македонија ќе најде место, бидејќи економскиот параметар е навистина поволен, тоа е едно, второ, тоа е чиста органска творба која дава од фотосинтетски аспект на растението една енергичност, да таа го даде својот генетски потенцијал со сите оние параметри. И испитувањата во лозарството што се вршени, во овощарството, во градинарството и цвеќарството даде фрапантни резултати. Останува тоа во догледно време да се најде и во тој земјоделски погон, да кажем, производен погон и во Република Македонија. Професор, ви благодарам за учеството и во ова издание на Агроспектар. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, на крај ќе ви заблагодарам и вам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатни мигови со нашата програма.